Почитувани представници на медиуми, денеска сме на терен малку со мојата екипа, заменик началник на сектор за комунални дејности и урбанизам, господин Јовановски, и председател на партијата господин Костовски, кој е исто државен службеник и која координира акцијата, односно имплементација на проектите, од неколку причини, бидејќи на некој начин е задолжен за приоритетните цели во однос на контакти со местните заедници и на некој начин приоритетите се ставани врз основа на дебата со местни заедници. Значи, ова не е повод само да го одбележи во почнување на овој инфраструктурен проект, да најавам наредните активности на локалната самоуправа и сакам да истакнам дека денеска сме на улица Среќко Пожајка, една символика за мене, бидејќи ова е улица која сум се родил и кај сум живеел моето семејство, татко ми тука е стара моја мала, значи една улица која беше, да не кажам, ругло на градот, меѓутоа имаше причина за тоа, од аспект што не беше решена подземната инфраструктура, канализационата мрежа, завршена е канализационата главна канализационна мрежа, сега се прави отклонување на асфалтната подлога, бидејќи тоа е доста уништена и ќе направиме приклучоци на што е дел од проектот на ИПА проектот, тоа е нивна обврска на жикови на водовод и настанува потоа санирање на долниот слој и асфалтирање на два слоја 7 и 5 см, значи 12 см подлага од два слоја, значи ќе имаме негде 1200 метри квадратни асфалтна подлага и ќе имаме 600 метри бекатонирање на овие улички две кои коинцидираат и конектираат со Среќко Пожајка. Ќе имаме негде околу 900 метри овие илишњаци, големи и мали. И значи вкупна вредност на тендерската поставка е завршена пред неколку месеци, пред 2 месеци, меѓутоа ради овие приклучоци малку е заостанати и временските услови нормално. Значи вкупната вредност на целиот проект е 6 милиони и 200 илјади денари. И се надевам дека ќе биде завршено наредни 20 на дена, максимум месец дена. Еве починувани представници на медија, користам оваа прилика да најавам дека се заврши тендерската постапка и после 1 мај ќе се отпочне со санирање и реконструкција на улици, значи летното одржање после зимските направени ерозии на асфалтната подлага, ќе имаме прво крпење на платна ударни дупки и реконструкција на постоечка патна структура во големина од 50.000 квадратни метри, што ќе биде поделени по приоритети во градот, како што е направена претходна координација со местните заедници. Во секој дел од градот ќе имаме определен количина од таа 50.000 квадратна асфалтна подлога и исто така после 15-10-12 завршува процедурата жалбената постапка за бекатонирање на тротоари, скверови и пасажи, 20.000 квадратни метри на бекатонска подлага. Значи, Куманово во овој период ќе удели поента, значи во пролетниот, летниот период на тековното одржување на постоечката патна структура. Значи, тоа нешто отприлike, сакам да ве информирам во габарити, 50.000 квадрати е негде околу 10 километри реконструкција на постоечка патна структура. Тоа е сериозен проект. Негде околу 45 милиони денари е целата инвестиција. Се надевам до крај на летото ќе бидат завршени сите овие захвати. Во моментот да спишеме 2 тендери за водоводна мрежа во Ѓуро Пуцан Стари и Перо Чичо, значи тоа се те мали инфраструктурни објекти кои се потребни за тие граѓани, бидејќи нема дотур на чиста вода. Таква е конфигурација trenutno, затоа моравме да имаме нови проекти. Завршуваме со оваа година со ИПА проектот. Имаме застој, утре имаме средба со нив, имаме застој во однос на имплементација заради приклучоците. Тоа е релација жикови и водовод, бидејќи поголем процент од стабилните и индивидуалните објекти
немат регулирани дажбини, односно плаќање према водовод и приклучок на канализационата мрежа без регулирање на стари долгови е отежнато, односно не е можно, тоа е правилник на само делно предпријатие и тука имаме едно тесно грло во однос на приклучоци, меѓутоа утре ќе имаме на средба со изведувачот, со представници на Министерството за екологија како носител на проектот, бидејќи тоа се пари од НИСА, кажав, има проектот, меѓутоа беше спроведен во соработка со Министерството на екологија и тој проект мислам дека ќе добие една динамика, така да сите ние охрабруваме граѓаните да бидат трпеливи, а толку брзо ќе дојде до ова санирање на овие прекопи за централното градско подрачје и другиот дел од градот каде имаме интервенции за реконструкција изгледа на канализационата мрежа. Значи, во секој случај, Куманово во наредниот период ќе биде едно големо градилиште, како што направат неколку паралелни проекти. Се надевам дека ќе ги задоволиме апетитите и потребите на граѓаните, бидејќи имаме многу поголеми, како кажав, апетити, имаме стварно отворени многу прашања, меѓутоа со овој габарит на работи што го најавив, мислам дека ќе дојдеме во една постабилна состојба во однос на инфраструктурата и подземната канализациона, која е негде 26 км, а и патната инфраструктура и водоводната мрежа, како што најави Бекатовската инфраструктура, тоа се тротоари сферови и се надеваме дека во мај ќе распишеме исто така еден проект за уредување на паркот, едно мало парче кое го планираме околу спортските терени доле околу спортската сала, тоа ќе биде дел од регионалната програма што ја водам јас, така да Куманово ќе има убава инвестициона програма, развојна програма, се надевам че ја завршиме ова година, под услова ако имаме политички разрешенија да се разреши нашиот статус, кога нас опредали ние до 14 по 14, во секој случај овие програми се усвоени со развојна програма, буџетска подршка, така да ќе течат работите без разлика каква е судбината. Овие работи треба да бидат дел од теконото одржување и развојната програма на општина Куманово. Дали имате прашање? Имам прашање во врска